Дождот беше добредојден за спас од сушата, но не и да го спречи отварањето на фестивалот Истибанско здравоживо. И покрај неизвестноста во текот на целиот ден, во сабота, сепак околу 18 часот, кога требаше да заиграат боите на фолклорот на отворената сцена во Истибања, небото се разведри. Иако се најавуваат 12 странски ансамбли, во Истибања стаса само 6. Проблеми со визите, вели организаторот. До последен момент не успеа да добијат влезни визи за Република Македонија, бидејќи државата Непал и државата Индија се во ризичните држави во светот и иако значи таква е ситуацијата што да правиме, сепак се надеваме дека ќе додат подобри времиња и од овие толку далечни земји ќе имаме во наредните изданија на фестивалот представници. Како што е редот, фестивалот не бега од својот редовен концепт на истибанци, кефот мора да им се направи. Микс од руски, бугарски, белоруски, романски, српски, хрватски и македонски ора и танци во центарот на селото. Прво тука да засвират гајдите и тапаните за топло добре дојде. А официјален пречек на гостите со погача за здравје и официјално отварање на фестивалот на отворената сцена од домакинот и покровителот. Добре дошле у нашето се. Овој фестивал е од посебно значење за нашата општина и за нашата држава, бидејќи овде ги негуваме нашите традиции и ги зачувуваме, а тоа е една од најважните работи за зачувување на една нација. Убаво е на едно место да се видат толку многу култури, традиции, толку многу оригинални танци и изведби. Обичајот ора копа, стар, но добро зачуван. Преку соодветни стихови, младите членови на Китка автентично го презентираа пред гостите. Вали се огин, вали се огин, мачка се фали, мачка се фали, ке те подпали, ке те подпали, ората копата, ората копата. Наспроти гајдата, тапаните, како главни инструменти на нашите фолклористи, неизбежни во оригиналното доловување на архаичните обичаи со жетвата, одење по невестата, борбата со непријателот, русите, белорусите, бугарите на сцената манифестираат ведрина разиграност леснина. Најмали, но највесели беа децата од фолклорниот ансамбл Детство од Бугарија. Имам 9 години. За прв пат сум тука. Уште од 4 години играм во фолклорниот ансамбл Детство. Още 4 годишна возраст играя. Од 4 години почнав да играм и уште сум тука, а во Македонија сум прв пат. Вече 5. А вистински перформанс на сцената кој за публиката делуваше импресивно како од зимските бајки, направија убавите белорусинки. Слични на нас, но сепак автентични за себе, србите и хрватите понудија дел од нивниот фолклор, но презентираа и носи стари 100 години. Одушевljena sam organizacijom Воодушевена сум од организацијата, од учесниците, другарството, пријателството и убавите емоции кои се шират на секаде. Посебном атмосфером и лепом емоцијом. Првата вечер од фестивалот се заокружи успешно. Колку да си ентузијаст, колку да си да го сакаш тоа, значи ако нема покровител на фестивалот, овој пат како и секој досега општина Виниза со градоначалникот господин Емил Дончев и со финансиска подкрепа не е голем од Министерството за култура, тоа е минимално, но сепак и тоа е за нас голем, уште поголем ентузијазм за да го реализираме фестивалот. Пак и во овие кризни времиња општина Виница обезбеди финансиски средства за да се организира овој фестивал, една прекрасна вечер. Јас сакам да им честитам и да заблагодарам на организаторите на овој фестивал. По настапот во Македонска каменица вчера, фолклористите утре настапуваат во Кочани, а во среда со концерт на плоштадот Ангел Винички ќе се заокружи 27-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо.